Евангелие според Лука, 15 глава. Се приближуваа кон него сите цариници и грешници за да го слушаат, а фарисеите и книжниците негодуваа велејки: овој прима грешници и јаде со нив. Но тој им ја кажа оваа парабола и рече: кој од вас, ако има 100 овци и ако загуби само една од нив, нема да ги остави 99 во пустината и нема да оди да ја бара загубената, се додека не ја најде. А откако ќе ја најде, ќе ја крене нарамо радосен и кога ќе дојде дома ќе повика пријатели и соседи и ќе им рече: радувајте се со мене зашто ја најдов мојата загубена овца. Ви велам, дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае отколку за 99 праведници што немаат потреба од покаяние. Или, која жена, ако има 10 драхми и ако загуби една, нема да запали светило и да измете куќата и да бара внимателно се додека не ја најде. А штом ќе ја најде, ќе повика пријатели и соседки велики: радувајте се со мене зашто ја најдов загубената драхма. Таква радост, ви велам, станува и пред ангелите Божии за еден грешник што се кае. И рече: еден човек имаше 2 сина. Помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот имот, живејќи развратно. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своите полја да пасе свињи. Истраден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече: колку наемници кај татко ми имаат леб во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ќе станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрча, го прегрна и го целива. И синот му рече: татко, сгрешив против небото и пред тебе и не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото им рече на слугите своји: изнесете на љубава облека и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па доведете едно згоено теле и заколете го да јадеме и да се веселиме. Зашто овој, мој син, мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде. И почнаа да се веселат. А постариот негов син беше в поле и на враќање, кога се приближи до куќата, слушна песни и игри. И тогаш повика еден од слугите и го праша: што е ова? А тој му рече: брат ти си дојде и татко ти закла згоено теле, зашто повторно здрав го доби. Тој се налути и не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. А тој му одговори на татка си му рече: еве, ти служам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед, и мене не си ми дал ниту едно јаре за да се провеселам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што го пропасти својот имот со блудници, за него ти закла згоено теле. А тој му рече: синко, ти си секогаш со мене и се мое е твое, но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде.